По рекламите се враќаме во студиото, веќе сме подготвени за вториот разговор. Во студиото ја имам Ана Марија Велиновска од Институтот за демократија Societas Civilis. Ти благодарам, Ана Марија, што ја прифати мојата покана и што ќе разговараме на оваа интересна тема. Ви благодарам на поканата. Реформска агенда и план за раст. Можеме да почнеме првен со едно кратко објаснување, да им објасниме на гледачите поголемиот дел знаат, меѓутоа ете што ова представува за Македонија. Да, планот за раст е еден поширок механизам на Европската унија, наменет за земјите од регионот, значи не е само за Македонија, туку е за сите 6 земји од Западен Балкан, преку кој се мотивира регионот да ги прави неопходните реформи, кои што секако би требало да ги правиме на патот кон Европската унија. Меѓутоа, во замена за реформите кои што ќе се прават, се доделуваат одредени средства за развој на земјите. Така што Европската унија преку планот за раст одделува 6 милиарди за целиот регион, од кои од прилика 750 милиони се за Македонија. Се за Македонија, да. Меѓутоа, често пати ги поистоветуваме планот за раст со реформската агенда, но реформската агенда е само еден од столбовите на планот за раст. Тоа е доста поголем механизам кој што вклучува не само национални реформи, меѓутоа вклучува и забрзана економска интеграција на регионално ниво преку заедничкиот регионален пазар, кој што дел од друга регионална иницијатива, тоа е Бернинскиот процес, меѓутоа и усогласување со единствениот пазар на Европската унија како прв и основен столб на планот за раст. Значи, во едно пошироко ниво значи дека регионот се интегрира кон Европската унија уште пред да стане официјално дел. Мораме да си напишеме домашното за да бидеме подготвени кога би влегле во Европската унија. Да. Ние си како држава правиме реформи, носиме европски закони, носиме европски регулативи. Да. Кои се клучните реформи кои што Македонија мора да ги спроведе? Не збориме за да ги добие парите, тие 750 милиони евра. Меѓутоа, што е клучно? Што бара Брисел кај нас итно и сега? Брисел тоа што го бара, без разлика дали како дел од планот за раст или од самиот наш преговарачки процес, е тоа поглавје, тој збир на поглавја кои што се однесуваат во делот на основите или фундаментал се викаат. И тука спајаат сите реформи кои што се однесуваат на владење на право, демократизација, судство, функционирање на институции, јавна администрација и така натаму. Се она што не недостасува. Да, тоа е збирна поглавја кои што се отвараат први и се затвараат последни во моментот кога земјата ги започнува преговарачки. Многу работа? Да, и се смета како континуиран процес кој што не запена. Значи, во текот на целиот преговарачки процес, тоа се тече и тоа е нешто што се отвара прво и се затвара последно. Гледаме дека Европската унија пробува овие основни реформи да ги вметне и преку други механизми, како например во планот за раст и во реформската агенда. Повторно ги среќаваме истиот сет на реформи во делот на во реформската агенда, тоа е петата област, владење на право и демократизација, каде што преку правење на овие реформи ние тука и отклучуваме одреден број на фондови средства кои што Европската унија би ни ги дала во кога би ги направиле реформите. И како, ме интересира многу, Европска унија ќе се осигура дека реформите се направени, дека не е тоа само парче хартија која што се носи како закон, како тоа дека ќе биде тој закон имплементиран на пазарот на труд, во економијата, во администрацијата која што со години се кажува дека треба да се реформира, како во судството дека ќе се подобри и дека не е само податокот од 2% доверба е подобрена, туку на вистина да има подобрување. Значи, Европската унија си има своји механизми како тоа го оценува и го проценува, ги гледаме низ преговарачкиот процес, ги гледаме регуларните годишни извештаи на Европската унија, имаме и оценување од страна на имаме извештај за владење на право кој што излегува од Европската унија, имаме и оценување по повод на реформската агенда, значи сето тоа се би рекла технички оценувања кои што Европската унија може да ни ги даде, според тоа како они сметат дека ние ги имплементираме реформите. Неодамна излезе последниот извештај за напредокот на државата, меѓутоа мислам дека за овие клучни реформи
напредокот и прогресот може да го оценат само граѓаните на државата. Не може никој од надвор да не каже колку ние сме напреднале во судството, колку сме напреднале во Да, меѓутоа тие секако оценуваш од кој ни зависи иднината, така? Да. Не само финансискиот дел, туку и евроинтеграцијата. Тие ги имаат своите регуларни извештаи. Веројатно го видовте последниот извештај на Европската унија, каде што се гледа само лимитиран прогрес во клучните реформи, така што Европската унија има своји механизми, меѓутоа јас би ги рекла, тоа се повеќе насоки кои што треба да ги следиме од Европската унија, доколку гледаме дека секоја година се оценуваме со лимитиран прогрес или без прогрес, тоа ни дава насока дека тоа е нешто каде што треба очигледно многу повеќе да се работи од тоа што сега моментално се вложува како капацитет. Какви сме до сега од кога е објавен овој план за раст? Колку имаме повлечено од тие? Видов и со претходниот гостин баш прокоментиравме, истражував на таа тема, па видов дека 2,5 милиони евра сме добиле за борбата против неформалната економија, за сивата економија, во време кога расте неформалната економија во Македонија. Моментално имаме освободено 76 милиони евра, од кои што од кои што 52 милиони се во предфинансирање. Тоа е транша што ни беше дадена уште пред да започнеме со исполнување на реформите, што значи дека се уште треба да ги одработиме тие 52 милиони. Најголем прогрес и најмногу отклучување на средства има во делот на дигитализација, каде што се донесува неколку клучни закони. Така што сега за сега меѓутоа пари не се легнати. Се е отклучено, треба да доработиме за да ги добиеме пари, така? Не, втората транша која што сега беше оцената за првиот за јуни 2025 година, тоа се отприлика значи 17 милиони што беа доделени тогаш, тие веќе треба да бидат легнати на сметка на државата, меѓутоа и предфинансирањето треба веќе да биде стигнато, значи во вид на заеми и грантови стига во буџетот на државата. Така што тие 76 милиони се веќе пристигнати во државата. Тие се веќе тука. Имаме доволен добри институции со капацитет кои што може да ги сработат овие реформи? Видете, Министерството за европски прашања моментално е координатор на цел овој план за раст, паралелно заедно со преговарачкиот процес. Така што мислам дека капацитетите во институциите во однос на сите овие реформи, активности кои што ги имаме се доста лимитирани. Нашата реформска агенда која што ние сами сме си ја зададале, значи ова е реформска агенда која што е направена од нашите институции, е доста амбициозна. Споредбено со другите земји, ние сме задале доста поголем број на активности, реформи и така натаму. И за исполнување на сите тие реформи, каде што роковите се доста кратки, значи се оценува 2 пати годишно во јуни и во декември. Значи темпото е доста брзо. Неопходни се институции кои што доста ажурно и брзо ќе одговараат на предизвиците. Тоа што гледаме е дека капацитетите во институциите се доста мали, дека покрај редовната работа имаат сега повторно на нови механизми, нови задачи од Европската унија и сето тоа влие врз степенот на извршување на реформските активности. Тука можеме да кажеме дека и голем број од кадарот во институциите се има дали одселено или заминато во бизнис секторот или во граѓанскиот сектор, што поради компетитивноста на платите, што поради поволните услови и флексибилноста која што нудат другите сектори, така што можеме да кажеме дека имаме амбициозен план, меѓутоа капацитетите се доста лимитирани. Министерството за европски прашања со кој што е координатор на целиот овој план, има задача да ги искоординира сите министерства кои што се вклучени, меѓутоа не само Министерство за собрание, агенции и така натаму, да прибере информации како се одвиваат овие реформски агенди и потоа да репортира кон Европската унија, што исто така предизвик, бидејќи треба да се искоординираат мноштво на институции за да се добие еден извештај, една слика за тоа каде се наоѓа државата. Човечкиот капитал, тука треба да имаме развој, европеизација. Што се очекува тука, односно какви активности треба да се преземат како држава да се намали оној јаз помеѓу
понудата и порачката на трудот. Да, во реформската агенда имаме две области што се клучни за намалување на јазот. Тоа е човечкиот капитал и подобрување на бизнес обкружувањето и деловничкото управување. Мислам дека треба да гледаме на овие две области исто така како една целосна слика, бидејќи онаму каде што завршува образовниот процес започнува втората фаза, тука се битни многу бизнисите. Од аспект на човечки капитал, реформската агенда има предвидено неколку чекори кои што треба да го подобрат образовниот систем, пред се во насока да ги насочат учениците кон повеќе стручно образование, кое што имаме најмногу дефицитарен кадар, да преку дуално образование, тоа значи спојување на училиштата со фирми. Македонија е доста под просекот на Европската унија кога станува збор за практична настава. Просекот некаде околу 70, ние имаме 20 до 30%. Околу 30 на кај нас, баш ги гледав тоа во стратегијата за намалување, тоа стои во стратегијата за намалување на неформалната економија, стои дека Европската унија до 2027 ми се чини бара да имаме околу 65 до 70% ученици кои што посетуваат и дуално образование. Дуално образование, да. Така што тоа е клучниот чекор, да се поврзат училиштата со фирми и компании кои што може да им обезбедат да работат истовремено. Подоцна се предвидува скоро сите училишта, 95% од училиштата да имаат кариерни советници. Тоа е повторно нов кадар кој што би требало, или кадар кој што ќе се преквалификува, кој што би требало да ги насочува учениците во нивната професионален живот. Потоа имаме регионални центри за стручно образование, значи не само да се тргнеме настрана од само Скопје и да организираме државата низ неколку регионални центри каде што учениците ќе може да се обратат доколку имаат потреба од некакво стручно насочување, преквалификација, доквалификација и така натаму. И една доста интересна мерка се всушност развивање на тие зелени вештини кои што преку енергетската транзиција би требало се повеќе и повеќе да ни бидат потребни, така што тоа повторно станува збор за некој вид на дуално образование, меѓутоа во насока на фирми кои што работат на енергетска транзиција. Да не влегувам во зборот, и што треба да се направи тука за да профункционира ова, да се променат закони, регулативи, како би го извеле ова? Да, значи тука пред се треба да се променат закони за средно стручно образование, тука треба и Бирото за образование и развој да ги доработи своите програми, да ги метне заложително дуалните програми. Така што треба да работат сите институции кои што се поврзани со образованието, за да може сето ова да добие една целина и како што кажав да не заврши само со образованието. Тоа секако треба да се поврзе понатаму со пазарот на трудот и како ние учениците кои што ги имаме, ако што гледаме дека секоја година се помал број, да ги насочиме кон професиите кои што не се дефицитарни и кои што во иднина ќе ни требаат уште повеќе. Така како што кажавме, чекор по чекор, кога ќе го поминеме образованието, одиме на вториот степен што е животен, тоа е работниот век. Европската унија бара и да го развиеме приватниот сектор, но и бизнис средината. Што треба конкретно да се развива тука? Тука конкретно се работи за олеснување кои што би ги имале малите и микро предпријатијата, кои што се во огромен број во државата. На 90%? На 90% во државата. Значи сршта на нашата економија. Да се олеснат, например, кредитните гаранции за нив, да се олеснат административните процедури. Се очекува некаде околу 50% од административните процедури да се олеснат, дали во чекори, дали во колку чинат, време траење и така натаму. Даношна политика треба да чепка? Мислам дека има неколку чекори околу тоа, меѓутоа ние не сме навлезени во тоа, меѓутоа се што значи олеснување за
полесно отварање на мали и средни микропредпријатија и нивно функционирање. Исто така се обрнува доста внимание кон нова иновативност и извонредност во економијата. Се предвидуваат локални центри за извонредност, каде што компаниите ќе може да развиваат свои, без разлика какви да се продукти, кои што државата би требало да ги помага и да им овозможат капацитети и услови на компаниите таму да развиваат свои продукти. Така што тоа би требало да значи дека треба да очекуваме некој развој во тие микро, мали, средни предпријатија преку олеснување на околностите за нивно функционирање. 2 центри за локална извонредност се велат. Какви придобивки ќе имаат компаниите од нив? Би требало еден центар би требало да обслужува околу 50 компании, кои што, како што кажав, тој центар би требало да овозможи услови, капацитети за тие компании таму да може да имаат свој технолошки развој и да потикнуваат својата иновација, бидејќи всушност треба да се стремиме да бидеме што е можно поиновативни, бидејќи се работи за мал пазар, мала економија, која што треба да се надпреварува еден ден доколку влезе во Европската унија, нели како држава, доколку влеземе, ние треба да се надпреваруваме, нашите компании треба да се надпреваруваат со оние од пазарот на Европската унија, што е доста компетитивен. И токму вака, преку вакви чекори, уште пред да влеземе, ние треба да ги спремаме нашите компании за пазарот во иднина на Европската унија, едноставно да не ги изеде кога ќе евентуално би станале членка. Што значи успех од засилени инспекцијски контроли во однос на неформална економија? Што бара Европа? На кое ниво да биде? Видов дека разговаравте со претходниот гостин со темите, да. Се предвидуваат засилени инспекции од Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд. Тоа значи дека треба да имаме повеќе инспекции во области кои што се сега под сива економија, неформална економија, со што нели државата би имала повеќе бенефити и тие би биле би придонеле кон развојот на државата. Така што тоа е во однос на неформалната економија. Мислам дека таа секако постои и на ниво на Европската унија, не е дека само кај нас. Тука станува збор само да се не може, тоа е нормално. Да се искорени не може, меѓутоа може да се минимализира. Ајде, не е дозволено, меѓутоа ето да го како мислите да го да се искорени не може, меѓутоа кое би било нивото кое ќе се толерира? Искрено го немам тој податок, не би можела да ви кажам, меѓутоа мислам дека треба да се намали за отприлика 30%, 35%. Добро, дигитализацијата и трансформацијата од најмногу во енергетиката, сега тоа е темата во Европа, од фосилни горива во зелена енергетика, тоа е една од клучните болки на Европа сега па и со овој со војната во Украина и Русија е болка на Европа која што сега треба да се и земјите кои што се аспиранти за Европската унија треба да се прилагодат на тие политики. До каде сме тука? На ова поле? Дигиталната и зелената транзиција честопати одат под заедничка транзиција која што се нарекува твин транзиција. Искрено, ние сме многу подобри во делот на дигитализација отколку во енергетската транзиција. Делот на дигитализација е тема што веројатно би рекла јас е доста по не политички обремената тема и мислам дека лесно тука може да се движат реформите. Имаме и ново министерство, мислам ново со реструктурирање на владата, имаме Министерство за дигитална трансформација. Гледаме дека тука законите се носат со доста подинамично темпо. Се предвидува да се додадат услуги на јавниот портал e-услуги. Бројката би требало до 2027 да надмине неколку, отприлика од 400 услуги би требало да бидат достапни на тој портал.
се предвидува и дигитален паричник за граѓаните, кој што мислам дека веќе е во пробна фаза, би ги имале својата лична карта, возачка дозвола, па војнина и електронски потпис на својот телефон. Меѓутоа, најбитното што треба дигитализацијата да ни го донесе е таа интероперабилност на институциите, поточно да институциите меѓусебно да бидат поврзани, да не треба да се оди од шалтер на шалтер за информации кои што институциите сами би требало да ги споделуваат. Меѓутоа, сите овие реформи ќе останат само реформи на хартија и нема да бидат успешно спроведени доколку јавноста не дознае за нив. Доколку јавноста не дознае дека има 400 услуги кои што може да ги користат онлайн на порталот на e-услуги или доколку не дознае дека има дигитален паричник, мислам дека спроведувањето на реформи останува само на хартија, бидејќи колку што ги исполнуваме тие реформи, толку треба и да им ги прераскажуваме и упростуваме на граѓаните за тие да можат да ги користат и да ги искористат, бидејќи вака делува дека мислам нашите истражувања покажуваат дека граѓаните не се доволно запознаени со реформите, не се доволно запознаени со реформската агенда, ниту пак што се може да добијат од истата. Имаме се уште страф од непознато во однос на дигитализацијата како општество? Да, јас мислам дека со она што го гледаме, тој страф може да се надминува кај новите генерации, меѓутоа се уште имаме генерации кои што се дигитално неедуцирани, и честопати, како што споменав, ние се држиме до кругот до главниот град и до урбаните средини, меѓутоа имаме популација која што живее во рурални средини, имаме популација која што нема пристап до сите дигитални алатки кои што има граѓанинот што живее на територија на град Скопје, така што треба да размислиме за таа нееднаквост која што создава дигитализацијата. Например, доколку една услуга е достапна само онлайн, а не е достапна и физички да одиш да завршиш, тоа на некој начин аналогно, тоа на некој начин создава и дискриминација по повод на прашањето, бидејќи не секој има пристап до дигитални алатки. Мислам дека тоа се отвори сега како прашање со SafeCity и со начинот на плаќање. Дали тоа ќе биде достапно до сите, дали сите имаат истите можности да пристапат до... И училиштата, некои имаат солиден интернет, а дигитализација бараме да се научат децата да работат на електронските уреди во помалите места, во руралните средини. И администрацијата исто, не секоја администрација има истите капацитети, не секоја администрација има пристап до алатки, интернет, па дури компјутери и така натаму. Така што мора да внимаваме кога забрзано ги правиме овие реформи, дека сите реформи ќе ги таргетираат сите граѓани подеднакво. Членството на СЕПА беше поздравено и од меѓународниот фактор, и од домашните експерти. Кои се конкретните придобивки што ги имаме од ова членство? Да, членството на СЕПА е всушност начин да видиме што значи на некој начин да бидеме дел од Европска унија и олеснувањата што ги имаат граѓаните на Европска унија. Тоа значи дека сме членови на единствената област за плаќање во евра на Европската унија и тука повторно, како и граѓаните, секако доколку тие плаќаат или примаат пари од странство, би имале големи олеснувања во однос на каматите кои што претходно се плаќа, меѓутоа мислам дека најголема корист тука би имале фирмите кои што имаат странски партнери и кои што дури на дневна основа имаат исплати или примања на средства од странство. Би требало некаде од 12 до 15 пати да се намалат трошоците за трансакции до 20.000 евра. Не само да се намалат парично каматите, меѓутоа и временскиот период на исплата на средствата и на добивање и на праќање на средствата. Така што ние сме од неодамна членка на СЕПА и мислам дека веќе банките
Значи, ние станахме членка, меѓутоа банките требаше дополнително да аплицираат, затоа имаше период од 6 месеци, мислам дека, во кој што банките требаше да аплицираат, меѓутоа сега сите поголеми банки веќе се стана членки, така што тоа веќе се е воспоставено. Да го закружиме овој дел околу дигитализацијата со услугите на администрацијата што ја дава. Дали помина делот нови обуки, административците сега со новите алатки или допрва тоа треба да се случува? Допрва треба да се случува, да, предвидени се обуки за административците, за јавната администрација. И тоа ќе биде неопходен чекор за да се развива администрацијата, бидејќи можеме да имаме услуги, меѓутоа доколку, например, јас извадам одреден документ онлайн и го испринтам сама, некој не го признава во институцијата, тогаш е залудно користење на онлайн услуга, така што неопходно е да ги развиваме и капацитетите на администрацијата. До 2027 се предвидени да се завршат обуки за администрацијата, така што мислам дека доколку се држиме до тоа темпо, дека тоа би требало да има одреден практичен резултат во администрацијата. Ќе се олеснат услугите за граѓаните, нема да биде одговор од шалтелскиот работник дека ни фали документ не постар од 6 месеци? Тоа би требало да биде, тоа е целта секако. Како тоа ќе изгледа во реалност не можеме да знаеме. Мислам дека за сето тоа треба голема синхронизација на сите институции, затоа кажав и доста е важна интероперабилноста на институциите, бидејќи само една институција доколку не признава одреден документ, тука завршува се паѓа во вода. Се паѓа во вода, така што мислам дека во делот на дигитализација добро започнавме, така што се надевам дека ќе го држиме темпото и дека сите делови од служувалката ќе подеднакво ќе бидат офатени. Да го закружиме овој разговор со општиот план за раст и европската интеграција, што се очекува и кои се следните активности сега? Значи планот за раст и реформската агенда продолжува до 2027 година. Во следната година има уште позабрзано темпо на исполнување на реформи, меѓутоа тоа што сега го чекаме е следниот рок за репортирање на нашата држава кон Европската унија, тоа е декември 2025 година, значи многу наскоро. Така што по декември ќе видиме какво било темпото на извршување на задачите оваа година. Се уште е доста рано, значи планот за раст е, мислам, негде сме на средина? Некаде сме на средина, меѓутоа имаше доцне и од самата Европска унија, тука не се виновни нашите институции, и бидејќи се работи за нов механизам, како ќе се воспостави, каде иде репортирањето, кој е одговорен и така натаму. Така што очекуваме да видиме како се извршувале работите во 2025 година. Тоа што го очекуваме и се надеваме дека ќе профункционира во иднина е тој јавен портал за граѓаните, кој што треба да се објави од страна на Министерството за европски прашања, каде што граѓаните ќе може да се информираат за кој е степенот и на извршување на реформите, бидејќи тоа е важно не само за тие да знаат што се може да добијат од реформската агенда, меѓутоа и за јавен притисок. Поточно кога знаеме што следува, тогаш граѓаните може да притискаат граѓаните, но и граѓанските организации треба да притискаат за навремено извршување на сите реформи. Ако досега имаме повлечено 10% од парите, што ќе биде успех според вас за 27-ма? Од 750 колку да добиеме? Мислам дека успех би било да ги добиеме сите средства кои што сме Тоа е неминовно, меѓутоа сега имаме 10%. Сега имаме 10%, да. За година и пол, помалку од година и пол, веќе се година. Колку би успеале да земеме според вас? Со оглед на тоа што веќе мислам дека институциите се подобро разработени во однос на реформската агенда, првата година некако беше попробна. Мислам дека во следниот период би требало да земеме да отклучиме повеќе средства, со тоа што на секоја неисполнета реформа Европската унија дава грейс период од 1 или 2 години, така што ние можеме да добиеме грейс период од неколку од година или 2, така што јас мислам дека исполнувањето на сите овие реформи би зафатило некаде 2-3 години минимум плюс од она што е дадено како рок 2027, така што 2030-2032 дури би можело да се заокружи
целиот овој план кој што реков е доста амбициозен. Така, пак ќе речам, не се толку битни парите, колку што се битни правилата да ги воведеме европски, не само колку услов за влегување во европското семејство, туку за подобрување на животот, квалитетот на живот на граѓаните. Да. Токму така, бидејќи на крајот од денот реформите не ги правиме за Европската унија, туку ги правиме за нас и доколку не ги направиме, мислам тоа е штетно за животот на сите граѓани и тогаш само ќе видиме уште поголемо иселување и незадоволство кај граѓаните. Се надевам дека овие реформи се негде при крај за да можат како оди терминот за финиш да завршат и тие да можеме да се пофалиме дека на вистина државата ја европеизираме на некој начин. Да, токму така. Ти благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Се надевам дека граѓаните слушна информации кои што не можат да се слушнат секојдневно, реформи, Европска унија и како до европските фондови. Во следната прилика кога ќе те поканам, се надевам дека ќе ги имаме завршено сите кластери и ќе бидеме веќе пред вратите на Европската унија. Се надам јас. Ви благодарам на поканата.